Премиерот повторно избега и се сокри позади женската сукња на министерката за одбрана. Зошто јас не гледам во очи министерке? Прочитајте малку бонтон и ќе сватите што значи тоа. Меѓутоа, сакам уште еднаш да го прашам премиерот, нели ви е срамо тоа што го слушате? Со кој образ, почитувам премиер, одите и седите на маса со колегите, знаејќи дека покрај тоа што сме најслаби во НАТО, сме и армија во која највисоки офицери бараат сексуални услуги од жени за работи по кои по должност им следуваат. До кога, министерке, ќе трупате се по тепих и ќе мислите дека за 6 месеци од денеска ова ќе остане нерасчистено? Наместо да ги превземете најстрогите санкции кон наведените лица и да пратите јасна порака дека човечкото достоинство нема цена и дека во армијата нема да се толерираат испади од ваков тип, вие, министерке за одбрана, ги стимулирате и барате докази, а истите ви биле презентирани. Се срамите ли покрај тоа што сте дама, штитите насилници кои малтретираат и манипулираат офицерки и подофицерки? Зошто се плаши и Пендаровски и Петровска да преземат нешто против наведените насилници? Па тие се плашат законски да постапат против лица на кои им се надредени и им даваат плата, а камоли да имаат храброст утре да треба да наредат употреба на воена сила во дадена состојба. Значи, станува збор за една тотална неспособност и разградувачи на системот. Само се сликаат и се служат со лажен пиар. За ова одговорност порано или подоцна ќе има. А во врска со тоа што кажав денеска, проверете си кај стратешкиот партнер што значи sexual harassment. Благодарам. Одговор